Почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, еве трет ден разговараме за предлог буџетот за 2023 година, во кој што дебати се разјаснија многу ставки и насоки и предвидувања за наредната година, меѓутоа следува амандманската расправа во која што имаме поднесено амандмани за кои што ќе побараме истите да бидат поддржани со цел посоодветна и подобра алокација на средствата од буџетот за реализација на проекти кои што се од добробит на граѓаните кои што ќе бидат опфатени. Во однос на генералните бројки и ставки што се однесуваат во самото предлог буџет, во самиот предлог буџет, сите беа истакнати. Јас морам да ги потенцирам, бидејќи увидов една некоординација помеѓу монетарната и фискалната политика во Република Македонија, односно носителите на монетарната политика ги затегнуваат состојбите, односно ја затегнуваат монетарната политика, а спротивно на тоа извршната власт предлага буџет кој што е најголем и имаме проширување во однос на ставките кои што детално ќе ги образложиме. Тоа значи, од една страна, Народната банка на Република Македонија ја затекнува монетарната политика, а финансискиот сектор од страна на извршната власт се шири, односно го зголемува буџетот на 5,3 милијарди евра. Меѓутоа, во самите проекции кои што ги даваат овие институции, кои што се најзадолжени во однос на одржување на финансиската стабилност на државата, имаме спротивставени проценти и предвидувања. Имено, согласно предложениот буџет за 2023 од страна на Министерството е предложено дека, односно предвидуваат раст на БДП од 3,2% за 2022, а за 2023 предвидуваат 2,9%. Меѓутоа, оваа проекција побива Народната банка, која што самата предвидува 2,3% зголемување. Стапката на инфлација, ако во 2022 била предвидена на 12,9, сега истите предвидуваат 7,1. Но, исто така, Народната банка, која што е органот кој што ги контролира сите овие работи, е 8 до 9%. Тоа значи, не се совпаѓаат ниту во предвидениот буџетски дефицит од 4,6 кој што го предвидува Министерството и владата, а Народната банка проектира дека ќе биде 7,4%, но со сите предвидувања на експертите, истиот со тенденција да биде зголемен. Но, што значи тоа? Овој буџет е неразвоен, инфлаторен, бидејќи социјалните трансфери се на многу повисоко ниво од сите оние капитални инвестиции кои што се реални, кои што можат да ги реализираат, бидејќи, зошто го зборуваме ова, бидејќи секогаш се повикуваат на онаа правило, дека златно правило, како што го нарекуваат, истото го потенцираше и министерот, златното правило, дека капиталните инвестиции секогаш во буџетот треба да бидат поголеми од буџетскиот дефицит, кој што истите го предвидуваат на 700 милиони евра, а капиталните инвестиции ги предвидуваат на 800 милиони евра. Ако знаеме дека во буџетот во 2022 беа предвидени околу 622 милиони евра за капитални инвестиции, но со ребалансот беа драстично намалени, а реализирани до третото тромесечие не повеќе од околу 206 милиони евра. Со целосна тенденција до крајот на годината да имаме реализација не повеќе од 40 до 50%. Катастрофална реализација на буџетот во однос на капиталните инвестиции и капиталните трошоци. А сето тоа во изминатите години единствено се користи при носење на буџетот, а ако ги разгледаме сите буџети наназад, секогаш се предвидуваат огромни средства во капиталните инвестиции, за да во првиот ребаланс истите драстично се намалат, односно
овој корпус на средства да бидат прераспределени во другите ставки кои што се непродуктивни ставки. Сето ова го нотираат и експертите, меѓутоа единствено Министерството и владата не можат да ја видат реалноста во која што се наоѓаме, бидејќи и во самите предвидувања, кои што се наши најголеми надворешни трговски партнери, оваа година ќе има забавување на економијата или нивно драстично намалување во однос на бруто домашниот производ, а ние во Република Македонија, согласно проекциите на владата, ќе имаме зголемување и се ќе се одвива според планот кој што го предвидуваат. Дека ова доставено вакво предлог буџетско решение за 2023 година единствено на хартија, ќе потврдиме, односно ќе ви потврдам преку неколку ставки за кои што самите си ги потенцирате и самите сте ги напишеле, но ова ви преминува во пракса и секогаш сметате дека овде убаво кажуваниот збор и розевите очила ќе ги зацкријат сите реални факти за кои што зборуваме и дополнително ќе ги разгледаме. Имено, секогаш зборував и на носењето на буџетот и на ребалансите на буџетите во однос на една конкретна ставка за која што децидно сликовито да ви ја прикажам зошто, бидејќи од овде, само од оваа ставка, можеби за некого е мала, но јас сметам дека вреди да се разработи, а тоа е слика за целокупното друго предвидување во однос на приходите и расходите. Имено, во однос на ставката за исплата на извршни исправи. Ако ги разгледаме буџетите во буџетските корисници, мораме да констатираме дека во секој буџет истите предвидуваат 0 трошоци. Еве конкретно во Министерството за правда за 2023 година имаат предвидено 0 трошоци. За да истото се повтори во 2022. Меѓутоа, на сред година или втората половина од годината, во ребалансот истите предвиделе дека има потреба од 6.436.000. Што значи тоа? Еве, во друг буџетски корисник, повторно, службата за општи и заеднички работи. Повторно во 2022 во буџетот предвидени 0 денари, во ребалансот се зголемуваат на 4.603.000. Што значи тоа? Во 2023 повторно во буџетот предвидени 0 денари. Тоа значи изигрување на овој документ како документ официјален по кој што ќе се постапува, бидејќи истите немаат покренато никаква одговорност за оние кои што предизвикале за само 5 или 6 месеци буџетско трошење на средствата од вкупно, конкретно во 2022 година, од предвидени 2,5 милиони евра на 12,5 милиони евра за само 6 месеци. Оваа пракса ја практицираат и ова година, бидејќи, како што потенцирав, во буџетот предвидуваат 0 денари. Зошто? За да не се зголемува буџетот, да сметаат дека можат да ги префрлат овие средства во капитални трошци и инвестиции, знаејќи дека ќе имаат потреба дополнително, но истите не ги ставаат во ставка, за да ги прикажат во ставката на капитални инвестиции, зашто и претходно ви потенцирав, за да го запазат она правило, златно правило, кое што единствено издржува само неколку месеци додека да дојде првиот ребаланс на буџетот. И затоа, еве ова, преку практичен пример, ви потенцирав дека станува збор за измама и несоодветно планирање на приходната и расходната страна. Имено во приходната страна, единствено, кај што планирате да ги зголемите приходите, е токму од инфлаторните елементи, односно поголеми даноци преку данокот на додадена вредност, преку акцизите и царинските давачки. Ова се ставките каде што имаме зголемување од 8 до 20% на овие приходи и затоа всушност во буџетот предвидувате поголеми приходи од овие основи, а тоа е директно испомпување на парите на граѓаните, односно секој еден граѓанин при секојдневното воспоставување на одреден облигационен односно купување
користење на одредена услуга, го плаќа ДДВ-то, односно овие средства одат во буџетот на Република Македонија, а граѓаните се посиромашни. Односно, овие приходни страни естествено ги зголемувате, повторно потенцирам, преку инфлаторниот елемент. Друга ставка кај што се повикувате дека ќе бидат зголемени и тоа за 24%. Тоа ти е 1/4 од претходно, односно од предвидените во 2022 се глоби, судски и административни такси. Дали очекувате дека граѓаните повеќе ќе се тужат, односно ќе пристапуваат? Не. Граѓаните се разочарани и за нивните основни права не посегнуваат да ги остварат пред судовите, во кои што имавме доверба од 8%, а верувајте сега е не повеќе од 1%. Но, за разлика од овие приходни страни каде што се зголемуваат единствено преку глоби, даноци и казни, во однос на расходната страна, она што го потенцира, дека ги распределувате онаму каде што најмногу можете да на невидлив начин бидат испумпани од буџетот. Имено, повторно, како и во претходните буџети, предвидено за стоки и услуги, имаме зголемување од 7,5% или предвидени фантастични 990 милиони евра. Во ставката договорни услуги, односно договорни услуги 425, предвидени 734 милиони евра или зголемување во однос на минатиот буџет од 8,7%. Внимавајте, ова ставка се зголемува исто така и во делот на разделот 464 или разни трансфери, каде што има предвидено 135 милиони евра да се потрошат под разни трансфери. Ова е она црна дупка за која што експертите секогаш повикуваат дека се неидентификувани средства кои што на несоодветен начин се распределуваат помеѓу оние кои што ги користат или во 4 очи. И еве овде за она што зборував, исплата на извршни исправи, ако минатата година сте предвидувале 150 милиони денари во основниот буџет, сега предвидувате 400. Дополнително, што во повеќето од буџетските корисници кои што ви ги цитирав, немате предвидено ниту еден денар. Тоа значи дека овие 400 милиони денари за исплата по извршни исправи ќе се дуплира, а можеби и 3 пати ќе се зголемат до првиот ребаланс кој што ќе ни следува. А тоа е директен одраз на нефункционалноста на системот, на нефункционалното и несоодветно водење и менаџирање на институциите од страна на раководните кадри кои што менаџираат со нив. Зошто? Бидејќи, ако вие предвидувате дека ќе имате 0 вакви трошоци, за само неколку месеци имате неколкукратно зголемување на вкупните овие предвидени средства, тоа значи дека системот не ви функционира. Тоа значи дека во моментот кога сте го кроеле буџетот, сте немале вакви основи за наплата, а само за неколку месеци имате зголемувања кои што потенцирав минатата година изнесуваа 12,5 милиони евра. Исто така, ако ги видиме билансот на расходи во капиталните дотации за единиците на локална самоуправа, почитувани колеги, имате намалување од 15%. Сето ова укажува дека над 1,1 милијарда евра ви се предвидени во стоки и услуги и договорни услуги, она црна дупка која што експертите со право ја детектираат како нерегулиран дел за трансфер на парите и распределба на буџетските средства. Дополнително за нефункционалноста на системот. Ова сето се надоврзува причинско-последично, но еве и зошто. Ако го разгледаме делот кај што е предвидено трошење на јакнење на владење на правото, повторно потенцирам, на секој буџет и ребаланс го потенцирам ова. Предвидувате, внимавајте, 1 милион денари. 15 до 16 илјади евра годишно
за јакнење на владење на правото. Бидејќи со тоа што во борба против корупција и организиран криминал имате предвидено 0 денари. Почитувани колеги, или се е розево, или имаме владење на правото во државата, или наспроти тоа воопшто не се интересирате за реформи во овој дел, иако секојдневно сме укорени дека станува збор за висока корупција која што владее во државата. Во делот на регионалниот развој, според овде предвидените во интеграција во Европската Унија, во делот за регионалниот развој имате намалување од 97%. Руралниот развој има зголемување од неколку проценти, што не соодветствува при распределба на овие средства, а во делот кај имаме рамномерен регионален развој, повторно имаме намалување од 14%. Затоа, почитувани колеги, потенцирав дека граѓаните нема да почувствуваат никаков бенефит од буџетот кој што самите го полнат, а дополнително од испомпување на средствата од нивните џебови, дополнително имаме и задолжување од околу 700 милиони евра, кои што сметаме дека истите можеби и ќе се зголемат до крајот на наредната буџетска година, за која што и овој документ ги предвиди приходите и расходите за целокупното функционирање на системот. Но во однос на поединечните корисници, Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, внимавајте, во реформа на јавната администрација, нели треба да се врши реформа во јавната администрација, имаме намалување од 30%. Но дополнително за тоа, во однос на нови вработување администрација имаме зголемување за 32%. Тоа значи, во однос на реформата се намалуваат, но се зголемуваат во делот кај што треба да бидат згрижени одредени луѓе. Сето ова се пресликува и во сите други буџетски корисници и, за жал, самото Министерство за правда од целокупниот буџет кој што го потенцира, истото се пресликува и овој корисник, односно буџетски корисник, кој што треба малку повеќе да се ангажира и да бара средства за борба против корупција и организиран криминал, бидејќи организиран криминал и корупција имаме на секој ќош. Дополнително, ако имаме мноштво на институции кои што ги контролираат овие буџетски трошења, во Министерството за финансии, во внатрешна финансиска контрола и финансии, внатрешната финансиска контрола и финансиска инспекција во јавниот сектор, за што впрочем се донесе и нов закон, внимавајте, има намалување од околу 7,5%. Тоа значи нема слух во Министерството да можат да се контролираат сите институции кои што се буџетски корисници и кои што заедно со сите други институции би ги расчистиле криминалите. Затоа во Република Македонија се живее најмизерно од околните држави и по сите параметри. Затоа инфлаторните елементи и галопирачката инфлација, која што достигнува и до 20%, а на одредени производи имаме и инфлација од над 50%, ќе продолжи според ваквите предвидувања, бидејќи немате соодветен и рамномерен распоред на средствата. Единствено овој документ како предлог на буџет, а со носењето негово и ќе стане и буџетот на Република Македонија, ќе биде лист хартија за кое што не можете да го исполните и никогаш не сте го исполнувале, бидејќи ви потенцирав исто така во Министерството за финансии, во регионален развој имате намалување, во руралниот развој со 62% имате намалување на средствата кои што ги предвидувате за соодветно алоцирање и за подобрување на животот на граѓаните, кои што ништо од ова буџетско решение нема да почувствуваат, бидејќи истиот е неразвоен, инфлаторен и се остава простор за поединечни и колективни криминални дејанија во однос на ставките кои што се предвидени, како што ви потенцирав, над 1,1 милијарда евра во она наречена црна дупка која што постои. Секогаш се зголемуваат овие средства, секогаш експертите укажуваат на тоа, но нема слух од страна на извршната власт,
кој што ова им одговара за да склучуваат договори во 4 очи за да ги испумпуваат овие средства од буџетот на Република Македонија, а сето ова да биде на штета на граѓаните на Република Македонија, што ќе бидат се посиромашни. Ова се потврдува и со самиот факт дека во Република Македонија според одредени истражувања имаме преку 1/4 или околу 23% на така наречена сива економија, за која што никој не осврнува да ја намали, а со тоа и растењето и стимулирањето на противправни дејанија и кривични и криминални постапки се зголемува поради нефункционалност и на целокупниот систем и на судството, што за жал, почитувани граѓани, сето ова вие го плаќате заедно со сите ваши користења, односно на услуги, на добра, а со полнење од ваша страна, а дополнително немате никаков соодветен дел на враќање, бидејќи ова власт не се интересира за соодветно алоцирање на средствата. Ви благодарам.